Здраво, добро уште едно видео, каде што ова видео ќе го разгледаме подетално вродениот имунолошки систем и понатаму повторно да напоменам дека ќе изгледаме сите негови компоненти уште подетално во наредните, не знам, 100 видеа. Сега, вродениот имунолошки систем главно може да го поделиме на три дела. Ќе земам сина боја. Можеме да го поделиме на три дела. 1, 2, 3. Каде што првиот дел од вродениот имунолошки систем не е баш дел од имунолошкиот систем, него е дел од вродената одбрана против патогените организми, така што викаме дека е вроден имунолошки систем. Значи првиот вид првата подоба на вродениот имунолошки систем се бариерите кон инфекции, значи подобро се спречи него да се лечи, едноставно ако си добро изолиран, нема да има ништо лошо. Вториот дел се клетките на вродениот имунолошки систем, значи тоа е веќе ако има некаков пробив на патогени организми. И третиот дел се всушност серумски протеини и систем на комплементот. Сега да идеме малце подетално во сите овие. Значи првично ќе започнеме со бариерите кон инфекции. Значи бариерите кон инфекции можеме да ги поделиме на три типа. Значи првите ќе бидат физички, односно механички. Значи физички бариери, како што се кожата, така, значи такви се кожата, мукозните мембрани, каде што кај кожата, нели, кај епителните клетки, имаме, например, вака сега, ако ја представам дека кожата, имаме клетки и помеѓу клетките имаме така наречени tight junctions, односно тесни врски. Така, значи тука имаме тесни врски каде што си всушност поврзани клетки си комуницираат, но не може да помине некој си патоген организам од надвор. Така, и тоа е физичкиот начин на кој не заштитува кожата. Има и хемиски, но ќе го дискутираме за кратко. Сега, освен општата заштита на кожата и мукозните мембрани, друг физички начин на заштита е всушност преку одмивање, односно измивачко дејство. Значи, ава нека биде по едно, по два, значи дејство на различни делови од телото, како на пример солзите, плунката, урината исто така, значи ги измива одредени епителни клетки. Друг физички начин на заштита всушност представува и температурата. Ај сега нека биде со оваа вака боја, што ќе ставам. Која го инхибира растот на многу микроорганизми. Во белите дробови исто така имаме висок парцијален притисок на кислород, така, значи висок парцијален притисок на кислород. Во респираторниот тракт, или како што реков, добро со кислород, но исто така се секретира и мјукас, како слузен секрет, значи ако го направам дека како респираторниот тракт, се секретира мукус, така, значи ќе направам како жолта течност, каде што ги заробува микроорганизмите кои ќе беше вака со зелена боја. Значи ги заробува микроорганизмите и понатаму дали со движење на цилиите, зашто дека има како цилии, како влакненца се тие, кои се движат, значи ќе се движат и ќе ги качат бактериите нагоре, каде што ќе бидат isфрлени, или пак преку процеси на кашлање, кивање, значи ава ќе бележиме. Кашлање, кивање, или самото пасивно движење на цилиите. Има еден мукоцилијарен ескалатор, баш како скалите, и ги искачува нагоре. Сега, освен физички, постојат и, ја со виолетова боја ќе направам, постојат и хемиски, значи хемиски бариери. Една од првите е всушност, ќе идам сега горе кај кожата, е киселата pH, значи овдека ќе направам со виолетова боја, бидејќи зборам за хемиски. Значи ниско pH, значи тоа е кисело, што е околу 3 до 5, значи 3 до 5, кое потекнува всушност, ава ќе идеме горе ќе го однесам ова. Значи ниско pH потекнува од
млечна киселина, масни киселини кои се лачат во себумот. Значи млечна киселина или пак масни киселини кои се лачат од лојните жлезди. Имаме тука лојни жлезди. И го лачат тоа и ја прават средината покисела на кожата, така што микроорганизмите потешко би преживеале. Друг начин на хемиска заштита всушност е во желудникот. Така, например, друг вид на хемиска заштита е pH повторно, али во желудник. Така, значи имаме ниско pH поради HCl. Значи ова беше pH кожа, ниско pH. Освен преку pH, значи имаме може да действува преку ензими, значи какви што се лизозим, кој се наоѓа во најчесто, значи го сретнуваме во солзите, нели во очите, тука не сме да има инфекција, затоа има вакви ензими кои уништуваат микроорганизми и е многу силен ензим. Лизозим кој има во солзи, во потта, треба двете, и плунката, кој има плунка. Го имаме исто во желудникот, имаме пепсин. Значи тој се наоѓа во желудник. Гастер. И тоа е главниот начин на хемиска заштита. И останува како последна биолошката. Значи, ќе повлече уште една стрелка. Да иде вака надоле. Да се ме биолошка заштита. Сега, како имаме биолошка заштита? Всушност, биолошката заштита потекнува од микроорганизмите кои го населуваат цревниот тран, главно во дебелото црево. Значи, ако направиме дека го тенгиде црева, добро. И имаме тука, идеме колон ascendens, нели имаме после видеше колка странично, трансверзус или како беше појавме descendens, сигмоидалната крива и така натаму. И дека јанусот. Сега, внатре во дебелото црево, имаме се во тегното црево, имаш бактерии. Значи ти имаш бактерии внатре и ти обично деградираат голем дел од храната и спуштаат гасови, од таму доаѓа, од таму всушност ни произлегуваат гасовите. Сега, ги имаш овие бактерии, но тие се дел од твојата нормална флора, така, значи тие се дел од нормална микрофлора. Значи нормална микрофлора. Сега, тие бактерии од нормалната микрофлора, они тука си седат и се им е супер. Ако дојде некоја си патогена бактерија, која ќе бележам со црвено, че дојде некоја патогена бактерија, таа треба да е во компетиција, значи да се надпреварува со овие бактерии кои се нормална микрофлора. Така што овие што секогаш се тука присутни, е вид ја јадат храната на патогената бактерија, така што поголеми се шансите дека ќе изумре патогена. Друго е што овие бактерии, значи, ќе пишеме дека имаат компетиција. Исто така нормалната микрофлора ослободува антибиотици, значи антибактериски супстанци. Значи антибактериски супстанци. Сега, например, ако се примаат антибиотици, например, треба да пиеш антибиотици за нешто друго, и го внесуваш антибиотикот ги тепа сите, така. Ги тепа и твојата микрофлора ја тепа, и ја тепа и таа што е патогената. Но кај луѓе што обично пијат антибиотици, малце е тоа ко си викаш како така, но антибиотици се против бактерии, но ако пиеш антибиотици се намалува оваа биолошка заштита, така што си дури посклон да заболиш нешто. И најчесто заболуват од некоја си гапа, например, кандида албиканс, која зафаќа мукозата на густата и на репродуктивните органи. И тоа е главно за бариерите кои не спречуваат да нема инфекции. Така. Сега ќе разгледаме клетките на вродениот имунолошки систем.
И тука би можело да стане малце конфузно, така да ќе пробам да го симплифицирам колку што можам, зашто има поделби внатре поделби, така што некош не е баш јасно. Но, клетки на вродениот имунолошки систем главно се фагоцитите. Значи тоа се клетки кои вршат фагоцитоза, така. И видовме минатото видео дека тоа е всушност едно проголтување на патогенот организам и понатаму го разградува. Сега, во некои поделби, освен фагоцити, ќе ставиме дегранулирачки клетки и клетки убици, значи killer cells. Ама тие исто спаѓаат и под фагоцити. Значи тие не се посебни видои, него можеме да ги сместиме под фагоцити, бидејќи исто добиваат со фагоцитоза. Така што видов една поделба каде што фагоцитите всушност можеме да ги поделиме на професионални и непрофесионални. Сега професионалните се подобри во однос на фагоцитоза, додека непрофесионалните не се подобри, односно се полоши во однос на фагоцитоза. Сега, во професионални спаѓаат следниве. Значи, во професионални спаѓаат макрофаги, значи, спаѓаат неутрофили, маст клетки, значи ќе ставам маст клетки, моноцити, еден вид дендритични клетки, значи само ден ќе пишам, нема тие да сега да ги разгледуваме. Сега во професионални ние ќе ги разгледаме НК клетките, односно, да сега потоа со истата таква боја, значи ние ќе разгледаме НК, односно тоа стои за Natural Killer Cells, значи природни клетки убици. Тука исто спаѓаат различни лимфоцити, али не се сите дел од вродениот, имаме всушност сите делови на заштитите како ендотелни и епителни клетки, но имаме тука некои фибробласти и така. Но ние ќе се задржиме на НК клетки, досно Natural Killer Cells, и затоа само вие сега ќе запишете. Правите што ми се овдека на список, само спорете со кои ќе почнам се макрофагите. Значи спомнав уште во минатото видео дека макрофагите се клетки стражари, значи тие се стационарни на различни места, значи стражари унаводници, стационарни. И се исто така долговечни. Сега ќе идам малце напред-назад, значи ќе набројувам некои, ќе се враќам на претходни, значи ќе набројам нови, па ќе спомнам некои карактеристики, па ќе се вратам на претходните и така. Значи, имаме макрофаги кои повторно реков дека уничтожуваат со фагоцитоза, затоа овие се фагоцити. И кога има инфекција, видовме уште во минатото видео, ослободуваат цитокини. А цитокините ги привлекуваат неутрофилите. По пат, значи ги привлекуваат по пат, значи некаде се виделе тоа боја, по пат на хемотакса, односно хемотаксија, односно има хемиски траги на некој начин кои што неутрофилите ги следат. Сега, неутрофилите всушност представуваат околу 50 до 70% од циркулирачките леукоцити. Значи 50-70% од леукоцити. И овие неутрофили, така, брзо патуваат, значи имаме овдека неутрофил, ќе го речеме вака, ќе го обоиме, и сега тој брзо пристигнува на местото кај што има инфекција, односно има инфламација, така, значи тука има и интересно е дека кога губива патогениот микроорганизам, најчесто микроорганизам, но патогениот организам умира во процесот. Еден вид како, сега не асоцирам со тоа, ама како бомбар самоубиец. Значи иде, губива организмот и умира заедно со него. И всушност, мртвите неутрофили, така, овие сите мртви неутрофили кои се на местото на инфламацијата, на воспалението, се всушност главната содржина
на гнојот на дадени рани. Значи, имаме место каде што имаме микроорганизми, патогени организми, така, тука имаме макрофаги, ќе бежам ваква со ваква боја, кои се борат, ослободуваат цитокини. Овие цитокини прават како патека на некој си начин и овие неутрофили излегуваат од крвните садови, што им се патувале, излегуваат надвор, патуваат до местото на инфламација, се убиваат со тоа кога ги уништуваат најчесто микроорганизмите, но патогените организми, и всушност е главната компонента гнојот. Добро, сега наредни кои ќе разгледаме се моноцитите. Кои представуваат 5 до 10% на вкупната леукоцитна популација. И они, кои ќе се создадат, циркулираат од прилика 8 часа во крвта, така, значи 8 часа во крв, пред да се мигрираат во ткивата, значи пред 8 часа во крв, после тие 8 часа идат во ткива, со која боја, нека биде со оваа, каде што се диференцираат и всушност стануваат макрофаги. И таму после си седат стационарно. Дури со декади, значи долготрајни се тие. Сега не мора секогаш овие моноцити да се диференцираат во макрофаги, значи тие може да станат и остеокласти, кои се наоѓаат во коските или пак микроглија клетки во мозокот. Сега на исто убаво работа да се напомене е дека некои макрофаги кои се наоѓаат во различни ткива, зашто викаме во ткива може да станат макрофаги, ама значи постојат повеќе ткива во кои може да станат макрофаги. Зависи од ткивото, макрофагите може да се специализирани исто така, например како купферовите клетки во хепарот. Во хепар. Сега, наредни ми се маст клетките, односно мастоците и базофили. Са базофилите не знам дали ги ставив овде горе. Не, добро, значи само сум ги ставил неутрофилите, но сушност не се само неутрофилите у професионални, него се сите дегранулирачки клетки. Дегранулирачки клетки. Значи во дегранулирачки клетки спаѓаат неутрофилите кои сум ги запишал, плюс базофили, плюс еозинофили. Имињата потекнуваат од пеха на боите кои се користат за нивно боење при правење на микроскопски препарати. Значи маст клетките заедно со неутрофилите, значи маст, неутрофили, базофили и еозинофили се дегранулирачки клетки. Така, значи тие се дегранулирачки клетки кои сега за нив ќе збориме. Значи првично ќе се држиме на маст клетките и на базофилите. Значи маст клетки и базофили. Маст клетките всушност може да се наречат и мастоцити, затоа и тоа да го запишам. Значи може да бидат маст клетки или пак поточно наречени мастоцити. Значи цити значи клетка. И базофили. Сега, мастоцитите и базофилите имаат релативно слични функции, но се соединуваат на различни локации. Значи базофилите, базофилите се зафаќаат помалку, значи помалку од 1%, од циркулирачки леукоцити. Додека мастоцитите се внатре во ткивата. Бидејќи имаат релативно слични функции, порано се мислело дека мастоцитите се всушност диференцирани базофили. Значи кога диференцираат, влегуваат во ткивата и стануваат мастоцити. Сега мастоцитите главно, значи најголеми концентрации имаат во близина на крвните садови,
во рамките, значи, во рамките на сврзано ткиво, кожата и мукозните мембрани, ама главно во ткива, односно во близу, односно во крвни садови, кои може да бидат дали во кои се наоѓа сврзното ткиво, кои се наоѓаат например кај кожата, или пак кои се наоѓаат кај мукозните мембрани. И различни мастоцити кои се наоѓаат во различни ткива, каде садо имаат различни всушност протеази и секреторни профили. Значи се разликуваат. Сега приметувам, ова дори си го читам, ака дори пишувам, да, ставам на доста места вака точки кога кратам зборови, например крвни, садови, но исто така и ракописот гледам, значи некаде не се чита баш што сум напишал, но ако ме слушате додека пишувам, ќе знаете што сум напишал, бидејќи кажувам што сум напишал. Ова горе се, например, куп ферови клетки. Но добро, тоа е што се прави сега, да пишувам на хартија ќе беше поубаво, но на компјутер сум. Сега, како функционираат овие мастоцити? Функционираат на принцип на дегранулација. Сега малце ќе стане конфузно, бидејќи ја ги стави во фагоцити, така. Но не вршат баш фагоцитоза, односно вршат некогаш, но главно вршат преку значи ги уништуваат организми, патогените организми преку начин на дегранулација, односно испуштаат надвор во околината хемиски материи кои ја разградуваат, ја фагоцитираат на некој начин, само што е надворешно, така што не е баш фагоцитоза, го разградуваат патогениот организам. Сега затоа реков има различни поделби, каде што имаме всушност фагоцити, дегранулирачки клетки и natural killer cells, но ајде, ја направив оваа поделба на професионални и непрофесионални, но окей, ќе разгледаме клетките па понатаму повторно во курсот, ќе се навратиме на се ова и ќе го диференцираме подобро. Сега да видиме како всушност клетките, односно мастоцитите убиваат. Значи тие ослободуваат гранули кои се наоѓаат внатре во нив. Сега ќе нацртаме еден мастоцит. Вака тоа е една клетка која си има јадро и има внатре во нејзе гранули. Сега гранулите ќе ги бележам, не знам, со црвена боја. Значи има гранули, тоа се везикули кои се исполнети со одредени хемиски материи и она ги чува внатре во себе. Така. Сега на површината овдека на оваа маст клетка има рецептори. Ќе си ги замислиме вака како мали островчиња. Тоа се рецептори, ќе направиме два рецептори овдека да се близу еден до друг. Значи тие рецептори се протеини кои се експресираат на површината на мембраната на самиот мастоцит. Сега, како овие мастоцити знаат кога да ги ослободат своите везикули. Така, значи кога да ги ослободат. За да ги ослободат треба да добијат сигнал преку внесување на калциум. Сега, кога ќе внесат калциум? За да се започне се тоа, значи да се внесе калциум и да се испуштат овие везикули, треба да започне, односно се случи крос-линкинг. Значи треба да се случи процес на крос-линкинг. Односно премостувачко поврзување. Сега, прво ќе објаснам просто што значи, па ќе видиме како всушност се случува. Всушност треба еден ваков рецептор, еден таков рецептор да се врзе со друг. Како треба да му се направи на водници краток спој. Знаете како овој треба да се поврзе со овој. И ако се поврзат двата ќе се отвори канал измеѓу. Така. Сега, за да видиме што поточно убаво се случува, овој е овдека дел. Така. Ќе земам, ќе го зумирам. Вака да видиме кој дел попрецизно. Значи овој тука дел ќе го земам. И ќе го зумирам тука на страна. Така, значи ова е мембраната. Вака ќе идеме малце понадесно. Ова е двојната мембрана. Ги имаме овие рецептори кои ќе ги бележам вака со истата боја. Ги бележам, тие се протеини кои се импрегнирани внатре во мембраната. Сега за сега вака ќе ги шематизираме, понатаму ќе имаме поубави шеми. Значи ова се рецептори кои се нормално протеини. И овој рецептор има висок афинитет за ФЦ регионот, значи ФЦ регион на имуноглобулин Е. Сега, преку антигени
И да, преку антигени всушност ќе имаме индиректно поврзување, значи на овој рецептор, добро, ова е целиот, ова е еден рецептор, со овој рецептор. Сега како ќе ги поврзиме? Првично, значи на овој рецептор ќе се прикачат, ќе бележам со нека виде со портокалова боја. Значи ќе се прикачат имуноглобулини Е. Така ќе се прикачи и тука имуноглобулин Е. Така ги бележам, но тие всушност имаат сложена структура. Сега нема ги разгледуваме, но овие, значи овие портокаловите целите се имуноглобулин Е. Сега, овој тука дел, значи овие имуноглобулин Е и они се всушност имаат протеинска структура и се поврзуваат. Сега, овдека на крајот, како што реков, на овој имуноглобулин Е, го имаме, на овој тука крај, нормално, го имаме ФЦ, крајот на имуноглобулин Е. Така, значи тука ова е ФЦ крајот и овој рецептор има голем афинитет кон него и затоа така застанува. Така, не го имаме тука исто. ФЦ крајот, окей. Сега, имаме антиген, кој е всушност секоја страна субстанца, кој доаѓа вака. Така, ќе застане вака антигенот. Значи, ова е антиген. И сега се случува крослинкинг. Така, значи се случи крослинкинг, ова плавата линија што ја бележам. Тоа е тој крослинкинг, така како струичка, вака замислете си, сега дека помина низ нив. Иако не се случува баш тоа, но така замислете си го. И сега се може да се отвори овој каналот, кој бил тука, така што сега може калциум 2+ иони да влезат внатре во мастоцитот. И сега ќе се вратиме на лево сликата. И сега навлегуваат овие калциум 2+ иони. И што се случува? Преку низа други секундарни месенџери, протеини, се активира други механизми, каде што помагаат за да се изфрлат овие гранули, односно везикули, кои се исполнети со различни фармаколошки активни медиатори. Така, значи, овие ќе искочат сега надвор и ќе може да нападнат различни микроорганизми, односно патогени организми. Сега, кога се активирани маст клетките, односно мастоцитите, исто така ослободуваат субстанции наречени леукотриени. И тие се потребни за привлекување на еозинофили. Така, значи еозинофили, кои сега ќе бележам доле, еозинофили, тие се сега привлечени емотаксички од страна на овие леукотриени. И ова е обично кога има инфекција, например, со некои црви. Но исто така, ова е добра, да ќе пишеме со црви, но исто така, ова е важно при алергиски одговори, односно тип 1 хиперсензитивност. Каде што всушност мастоцитите и базофилите имат улога на медиатори во рана фаза на одговор. Така, значи, вака ќе бележиме рана фаза, се маст клетките и базофилите, додека еозинофилите учествуваат во доцната фаза. Тоа не е сега толку битно, него останува само видите дека да согледате комплексност на целиот овој систем. И ние повторно само да помнеме дека сме уште во општиот дел. Океј. Сега. Маце ќе спомне некои зборови за еозинофилите. Еозинофилите, повторно да поменам имињава еозинофили, неутрофили, базофили, доаѓа всушност од боите, односно од боите кои се користат имаат кисела, базна или неутрална природа, кои се користат за нивно боење при правење на микроскопски препарати. Сега, отприлика 1 до 3% од циркуларичката популација на леукоцити припаѓа на еозинофилите. Циркулирачка популација на леукоцити.
Ова треба да биде споено, не знам зашо го одвоив. И истите еозинофилите затоа главно примарно се лоцирани во ткива. Значи не се многу во циркулат. Значи сега мислам да спомнам за нивно начин на создавање, при хематопоезда, тоа ќе го збориме понатаму. Сега само ќе спомнеме дека се важни при одбрана од паразити, така. Но исто така при нивната одбрана сушност и го оштетуваат и самиот домаќин преку процесот на екстрацелуларна деградација. Значи они прават екстрацелуларна деградација и при тоа го оштетуваат домаќинот. Сега нормално не да отомкава мера кој што го уништуваат паразитот, некој црв. Сега нивните гранули, тие гранули што ги ослободуваат, што го оштетуваат тој домаќин, така значи имаме гранула која ослободуваат на сличен начин како мастоцитот. Содржи повеќе работи. Значи содржат главен базен протеин, базен катионски протеин, содржа базен протеин, катионски протеин, пероксидаза и молекули слични на перфорин. Значи пероксидаза и ќе речеме слични на перфорин. Пероксидазата ќе генерира хипохлорна киселина, да не пишеме хемиска формула. Хипохлорна киселина, главниот базен протеин ја оштетува надврешна површина на паразитот, но и на домаќинот, додека катионскиот протеин има улога на невротоксин. Значи катионски протеин, невротоксин за паразитот, но и Сега ќе водиме на НК клетки, односно клетки природни убици, natural killer cells, и да ги најдам овдека ќе ги запишав како непрофесионални. Ќе земеме вака розово и идеме наваму, повлечеме и ќе ги образложиме. Значи НК клетки, вака да земеме, нека биде со оваа боја, НК или односно natural killer cells или клетки природни убици. Но овие клетки не им е потребна помош од страна на те клетките, значи не им. Да, те клетки ги запишам, но иако не ми се потребни, многу се поефикасни ако те клетките им помогнат. Особено ако те клетките ослободат субстанца наречена IFN гама. Сега, овие НК клетки, natural killer cells, ќе нацртаме вака, че имаме клетка, и таа на површината си има рецептори, каде што едни од овие рецепторите ќе бележам повторно вака, ќе бележам. Значи имаме одредени рецептори кои помагаат, значи површински рецептори, да идентификува клетки, значи ова е некоја си друга клетка дека што ќе ја бележиме. Ова е клетка која била на пример инфицирана од страна на вирус. Така, значи имаме вирус внатре во нејзе, или пак да идентификува канцерни клетки. Така, значи да идентификува ЦАНЦ како канцер клетки. И постојат едни рецептори кои ја активираат и постојат други рецептори пак кои ја инхибираат. Така, значи може или да инхибираат или пак да активираат оваа НК клетка. Во групата на овие активирачки рецептори спаѓаат калциум врзувачки С лектини.
Така, значи внатре овие со која боја нека биде повторно со виолето, активирачки влегуваат, значи калциум врзувачки, калциум binding, калциум врзувачки, С лектини. И овие калциум врзувачки С лектини препознаваат, значи овие калциум врзувачки С лектини препознаваат одредени јаглехидрати на површината на клетката. Така, значи препознаваат јаглехидрати. Сега овие јаглехидрати кои се наоѓаат на некои си патогени организми, исто така се наоѓаат и на нашите клетки. И затоа си има други рецептори, инхибиторни механизми кои превенираат да ги убива нашите, така. Значи инхибиција врз наши клетки. Сега инхибиторните имаме еден така наречен убиец инхибиторен рецептор, односно килер инхибитори рецептор, кои се всушност специфични, се членови на имуноглобулинска генска суперфамилија и се специфични за класа 1 МХЦ молекули. Значи класа 1 МХЦ молекули. Друг инхибиторен рецептор е всушност хетеродимер хетеродимерот CD94 NKG. Друга карактеристика која ќе ја спомнеме за овие НК клетки е дека може да уништуваат таргет клетки кои се обложени со антитело независно дали тие имаат МХЦ молекули. Односно, да речеме имаме дека една клетка и обично на нејзе треба да има Major Histocompatibility Complex на кои се прикачени антигени, кои ќе се бидат прикачени антигени на некој патоген микроорганизам и некоја НК клетка треба да го препознае тоа. Значи тој е прикачен на МХЦ и дека го имаме антигенот, треба го препознае и да ја уништи оваа. Така. Но НК клетките имаат способност и да го нема овој МХЦ комплекс на нејзе, само да го има антигенот, повторно да ја уништи. И тоа е процес познат како антитело зависна клеточно посредувана цитотоксин. Сега, интересно е, не интересно, него постојано употребуваме термини, некои си кратенки вам таму, иако не ги објаснувам што значат, не дека тие ќе дојдат претходни знаења, него едноставно ќе ги објасниме понатаму. Сега убаво е, например, ако идеш по Куби, таму се објаснува, значи си иде полека, си кажува се за се, но едноставно многу ќе биде поопширно и ќе траеше подолго. Додека овдека ќе поминеме, значи се вака општо и понатаму во наредните предавања како што ќе идат, ќе ги објаснуваме сите овие делови детално. Така што ако истерате, стекне време ќе ви стане јасно. Како што реков во првото предавање, ќе биде како еден круг. Така, кога ќе стигнеме до крајното предавање, се ќе стане јасно. Океј, да идеме сега некои карактеристики да ги спомнеме плюс за НК клетките. Значи некои карактеристики дека тие не се клонално ограничени. Значи не се ограничени. Сега, тоа значи дека експресијата на дадени рецептори не е ограничена на одредени клонови. Значи, сега не е тоа толку битно, но окей, наредуваме ко карактеристика. Значи, не исто немаат способност за меморија. Не меморираат, ќе запишам. И не се специфични во нивното дејство. Така, исто така не се при делување. Сега ќе видиме општиот начин на како делуваат овие
НК клетки. Значи ги запишеме вака, дека тука доле имаме некоја си таргет клетка, значи целна клетка. На самата таа целна клетка има различни рецептори. Значи овдека имаме еден си рецептор кој е наречен TNF рецептор. И имаме друг FAS рецептор. Значи тука имаме еден FAS рецептор. И овдека горе сега ќе ја бележиме НК клетката. Значи, ова горе е Natural Killer Cell. Сега, Natural Killer Cell, ако нема инхибиторни сигнали до нејзе, она ќе почне процес на разложување. Така, ако ништо не вика немој ова да разложуваш целата клетка, она ќе почне со разложување. Значи, ќе се направи тука една пора, ќе се ослободат различни гранули, кои ќе започнат процес на дегранулација, значи ќе се ослободат гранули. Сега некои од овие гранули може да формираат пора, значи како отвор во мембраната таргет клетката. Значи такви се обично перфорините, кои се наоѓаат внатре во овие гранулоцити. Значи овие се гранули, и внатре у гранулите ќе бележат како со сини точки имаме перфорин. Значи баш да перфорира, да дупне. И тој перфорин ќе прави оваа дупка. И понатаму може да навлезат други наречени гранзими. Така, значи може да навлезат гранзими. Natural Killer Cell исто така продуцира, значи продуцира TNF, кој што тој TNF ќе се врзе за овие TNF рецептори. Исто Natural Killer Cell има овдека како еден систем од FASL, кој што прави едно поврзување на рецепторот. Имате еден вид интеракција, при што се јавува секундарен, значи се ослободува одреден сигнал. И дали од FAS, дали тука се активираат одредени каспази, се активираат одредени каспази. Едноставно од сите овие места може да се пратат сигнали, така што клетката ќе биде насочена да започне апоптоза. Програмирана клеточна смрт, значи тоа значи апоптоза. Сега ќе се вратиме малце на макрофагите и ќе разгледаме некои нивни карактеристики. Основни карактеристики на кои зборови ќе спомнеме плюс за макрофагите. Сега да повлечам стрелка некако. Значи ќе повлечам стрелка од макрофаги, идеме овдека десно некаде. Значи, идеме вака, и тука нагоре, и тука сега ќе збориме малце за макрофагите. Сега, макрофагите уништуваат слично како неутрофилите. Неутрофилите видовме, не го видовме механизма на нејот уништување, но видовме дека се убиваат кога ги уништуваат другите. Па макрофагите ги користат слични механизми кои не ги разгледавме, но само го спомнуваме тоа, али стапката на фагоцитоза може да биде значително зголемена, значи може да имаме зголемена фагоцитоза, ако имаме опсонини, значи зборевме што е опсонизација, еден вид подготвување на клетката. Значи ако имаме опсонини, како што се имуноглобулин Г и C3b. Значи самите овие макрофаги и неутрофили, всушност, значи ова која е макрофагната клетка, она има рецептор, значи има со друга боја. Има рецептор за овие молекули. Така, а овие молекули, овие опсонини се врзуваат за одредени антигени на дадената клетка. Ој тука дел само накратко преснимувам зашто сум го изгубил аудиото. Значи тука кажувам дека овие опсонини ќе се најдат всушност на антигените од таргет клетката. Ова е таргет клетка, има одредени антигени, овие опсонини ќе се врзат за тие антигени и рецепторот на макрофагот ќе го препознае тој опсонин и ќе помогне за разложување. Овдека исто спомнувам дека некои
патогени микроорганизми може да бидат проблематични, например микобактериум, кој кога ќе влезе во клетката, тој не се задржува внатре у фагозомот. Значи одека се прави фагозом, каде што нели треба да дојдат различни лизозоми со различни ензими, но тој не се задржува, едноставно си бега од таму на некој си начин и си се вметнува во цитоплазмата на макрофагот. И тоа е нормално проблем и за тоа се специфични, се потребни тие клетките за да го решат тој проблем. Сега, макрофагите исто така секретираат различни цитокинини, ова го видовме со цел да привлечат неутрофили, такви се ТНФ и ILL1 и дури може да ослободат некои си хидролитички ензими. И сега понатаму ќе си продолжи видеото. Исто така макрофагите имаат способност да презентираат одредени антигени на нивните МХЦ, значи они имаат МХЦ, Major Histocompatibility Complex од класа 2, така, класа 2, и на нив може да процесираат и да презентираат одредени антигени. И освен МХЦ од класа 2, има и некои други работи кои може да се прикажат на површината на макрофагот, како што се FC, гама, R и 3, рецептори некои за бактериски конституенти, рецептори за цитокини и така натаму и така. Значи мислев сега да ги набројувам, ама всушност ги има многу кои се сосема небитни во моментов, едноставно нема да се запамтат. Сега, макрофагите не секогаш ќе се активираат, значи од кога ќе влезе некој патоген организам. Макрофагот ако го сретне непосредно тој патоген организам, значи ова е патогениот организам, и сега они се сретнат непосредно, тогаш ќе се активира макрофагот, или пак да дојде некој цитокинин од некој си друг макрофаг, дојде до него, исто така ќе го активира макрофаг, контакт со некои други молекули, некој комплемент или продукти на процеси на коагулација. Например, има некаде коагулација, тоа значи дека се оштетил крвен сад. Така имаш одека продукти од коагулација и да ги детектира тие продукти и сваќа дека некаде имало оштетување. Тоа значи дека има големи шанси дека таму има некакви си микроорганизми. И откако се вака убаво активирани, тие ја зголемуваат својата секреторна микробицидна активност и исто така го стимулираат, значи освен сите функции исто така почнуваат од кога се активирани да создаваат одредени други хемиски соединенија кои го стимулираат стекнатиот имун систем. Сега, иако реков дека макрофагите фагоцитираат слично како неутрофилите, но тоа е само механизмот на нивната активација и посредување, додека всушност они не умираат кога го уништуваат. Така, како што реков, го внесуваат натре, ова е, добро, тоа е бактерија преска направи, го внесуваат натре у нив организмот, го стават у фагозом, го зборевме во првото видео, го спојуваат со везикули, со лизозоми и понатаму нели си се деградира тој патогениот организам. И не умираат макрофагите. Значи тие се подолговечни, се наоѓаат во ткива, поголеми се од неутрофилите. Значи макрофагот, да речеме ако е пака голем, неутрофилот е помал. Така затоа може да внесуваат поголеми патогени организми во нив. Значи може да внесе некој толкав патоген, така, а неутрофилот не може. Добро, неутрофилот ослободува гранули, но сепак. Сега да го разгледаме малце подетално, начинот на фагоцитоза. Значи го имаме дадениот макрофаг или пак е неутрофил, така го имаме овдека. Има јадро и да речеме дека имаме некој си патоген организам. И сега тој всушност се придвижува кон патогениот организам, така ќе дојде до него и ќе почне, значи да го обвива на некој си начин, ќе прави вакви краци, лажни ноџења и со тек на време ќе го опколи целиот и на крај тоа ќе се затвори. И тоа што ќе добиеш всушност ќе биде вака го имаме макрофагот и сега се наоѓа патогениот организам внатре у него. Сега го складира внатре у фагозом, така го разгледавме, и има други лизозоми кои што се исполнени со различни супстанции кои ги таргетираат да идат да се спојат заедно со фагозомот. Така, значи ги таргетираат да идат да се спојат заедно со фагозомот
и да ги испуштат супстанциите кои ќе ги бележат, како со виолетова боја, да се наоѓаат натре. Да ги испуштат внатре у фагозомот, така што тие супстанции ќе го разложат патогениот организам. Сега, овој процес на разложување може да го поделиме на процес на разложување кој не е зависен од кислород, значи кислород независна деградација. Кислород независна деградација, каде што тука спаѓаат различни ензими, значи како лизозим, лактоферин, и некои реактивни азотни интермедиери, значи ќе бележиме само околу N2, иако не е N2, него азотни интермедиерни продукти од метаболизмот. Протеолитички ензими, дефензин, како дефенс, како одбрана, значи дефензини, тука ќе ставиме катепсин Г, и има некои катионски протеини. Сега, освен кислород независната деградација, постои кислород зависна. Така, значи постои кислород зависна деградација, која всушност зависи од H2O2, значи водород пероксид. Сега можам да го пишам тука целиот процес преку пренесување на кислороди, се разградува таму на вода, и како има некои нус продукти, таму при процесот ќе се ослободи HClO, односно хипохлорна киселина, кој може да бидат долго опстојувачки оксидирачки агенси. Значи HClO4 ќе остане натре полого у клетката и ќе прави проблеми. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и не поминавме се, значи ќе направам уште едно видео, ги составивме вие серумските протеини и системот на комплемент, тие ќе направам во наредното видео, дека само ги поминавме бариерите и клетките. И сепак онака тоа беше општ преглед, како што реков, понатаму како што одиме, ќе разгледуваме сите овие работи подетално, ќе ги објасниме и така натаму и така натаму. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.